Треска, зголемена температура, повраќање, стомачна болка се најчестите симптоми за труење со храна кај деца. Често труењето со храна ни го носи и топлото време, од расипана или неправилно чувана и третирана храна. Педиатрите велат дека децата се најподложни на труење со храна поради недоволно развиен имун систем. Во летото исто почести се и труењата со храна, а децата се најподложни заради нецелосно развиениот имун систем и полесното дехидрирање. Симптоматски слични се на стомачниот вирус, значи со симптоми на треска, зголемена температура, повраќање, диареја и стомачна болка. Најчести бактерии кои предизвикуваат труење со храна се стафилококните инфекции, инфекциите предизвикани од Ешерихија коли, Салмонела, Шигела. Значи клинички знаци и симптоми кои одат со овие состојби и болести се сув јазик, помалку мокрење, замор, сува кожа. Задолжително на педијатар треба да се јават додека јазикот е сув, беличаст и се појават крвави столици. Во останатите ситуации на почетокот, значи потребно е рехидрирање за да се надокнадат изгубените минерали и течности. Педиатрите апелираат до родителите, доколку се посомневаат на некои од симптомите за труење со храна кај нивните деца, кои се многу слични како стомачниот вирус, веднаш да се јават на педијатар.